Денешната емисија е малку едноставен пристап за нешто што можете да го направите со вашите деца. Млечните кифли со фета сирење ми се една моја измишлјотина која ја се создаде некако органски само од себе кога моите деца ми бараат нешто навечер, ама кога ќе ги прашат што сакаш да јадеш, ама сакам да биде сендвич, ама да не биде сендвич, ама да биде топло, ама да биде така интересно и така излезе овој рецепт. Многу едноставен, тестото е многу едноставно и многу едноставно се подготвуваат. Ќе користам гусани тави на каре секако, бидејќи сега ги имам на куп и инспирацијата ми дојде од нив. Начинот на кој се подготвува е така што ќе направите тесто, ќе го стасате. Може да го направите тестото и неколку часа порано, ако знаете дека вечерта вашите деца ќе го бараат како рецепт и се прави во една тава. Со тестото ќе направиме убав венец од млечни кифлички, ајде ќе ги наречам или залчиња, а на средина ќе ставиме сирење кое ќе се стопи, а тоа заедно во исто време ќе се прави и ќе се пече со млечните кифли. Потоа имате едно совршено искуство каде што вличате на кифличка, таа е намачкана веќе во стопеното сирење и сте направиле рецепт кој буквално сакам да биде сендвич, ама да не биде сендвич, ама да има малку благо, ама да има малку сирење и така натаму. Апсолутно, доколку сакате да го збогатите вкусот, да дадете нешто сувомеснато од страната, можеби нека печена сланина или нешто слично и направете целосен оброк. Тестото, моето, например, е многу едноставно и се прави само од неколку обични состојки, го правам на база на млеко. Имам една шолја млеко, јас ги имам моите мерици на карес, кои се апсолутно, мислам дека ова е отприлика 250 мл, но она што вие треба да го направите е шолјата со која мерите, истата искористете за се. Колку млеко, значи една шолја млеко оди на 3 шолји брашно. Ако таа е 200, ќе додат 600 грама брашно и, зависност од шолјата. Ги ставам прво влажните состојки, односно ставам млеко кое е малку на потопло, односно на собна температура и ставам 2 лажици маслиново ладно цедено брилијант масло. Тоа е мерката за отприлика 3 шолји брашно, иако секогаш зависи и од брашното, односно секој бренд различно се подига, различно прима влажни состојки. Следно што ќе го додадам ќе биде брашното, тука имам измерени 3 шолји. Ќе ставам, делумно ќе го оставам, малку неколку лажици кои ќе ми бидат потребни за понатака да месам. На средината ќе направам малку простор, еден сув квасец, 2 лажици кафеав шеќер, ги ставам врз квасецот и отприлика половина лажичка сол која оди по страните. Една дрвена лажица и ќе почнам да го составувам тестото. Ќе го правам тоа со лажица, заради тоа што на тој начин прво ќе го замесам квасецот со шеќерот, па потоа ќе почнам да го составувам брашното со млекото. Не е некој рецепт кој бара повеќе месење, односно да го наполните да биде воздуше, со она што треба да го направите со тестото, кое е само со млечна основа, не стави внатре јајца, не ставам масло, значи не вкусот на самото тесто нема да биде како кифла, туку ќе биде како можеби оној млечен леп бриош што може да го купите во продавниците, баш ќе има една побогат малку вкус од лебот. И она што треба да го направите е да му дадете малку време за да стаса. Моето тесто стасува отприлика час и половина на топло. Ќе видите како ќе се подига самото тесто, односно како ќе реагира. Мислам дека имам доволно за да го спојам. Веќе почна да се одлепува од страниците. И ќе го замесам 2-3 минути додека не направам убава векна тесто. Ќе го покријам со малку најлон, ќе го ставам на топла средина, блиску до редната, бидејќи редната веќе ја уклучив за да можам да го печам следниот рецепт, кој е паста која се прави во редна. Тестото стасуваше и сега е време да го подготвиме на начинот на кој јас денеска решив. Вие доколку сметате дека имате подобар начин, секогаш држете се до вашите техники. Испратете ми ги, секогаш сакам да научам нешто ново. Апсолутно се радувам секогаш кога споделувате совети.
Јас сум од оние ликови кои многу сака конструктивна критика, односно, се што сте ми посочиле до сега, освен престилката. Значи, тоа што сакам да го кажам е на сите вие кои сакате да носам престилка, дека тоа никогаш нема да се случи. Кога ќе ставам престилка, буквално е како да ми ги одземаат супер пауер за готвење. Значи, апсолутно почиња да ми паѓаат работи од рака и не сум вешта во готвењето и суеверно, тврдам дека тоа е до престилката и престилка нема да носам, макар перала по 100 пати блузите кои ги носам, но сите останати совети ми се навистина добродојдени, драги и често ги применувам во кујната. Многу од вас поделуваат со мене сето она што го научиле низ годините домаќин лук. Јас не можам да се пофалам дека многу години домаќин лук имам, не готвам толку долго. Ќе направам еднакви топчиња. Значи, исечете парченца кои, не знам, од око, се 1 сантим до 2. И ќе ги низ рацете ќе ги направам во долгнавеста форма за да можам да ги заврзам како чворчиња. Може би не знам дали тоа правиот изглед, еве како изгледаат, малечок јазол треба да направите. Маслиново масло ќе ја премачкате тавата од гусаната тава. Ја правам во гусана тава заради тоа што дополнително ќе попреми од силно што го има во тавата, а на средина, каде што ќе го ставам фета сирењето, тавата ќе помогне внатре да се подпржи малце и е едно прекрасен додаток, мислам дека навистина, ако немате, треба да инвестирате во една гусана тава. Чворчињата ги редиме по крајот на тавата, додека не ги наредиме сите. Сите производи денеска ги достави пакет МК. Знаете дека имате различни секции, едноставно може да се прикачите на нивната веб страна, имате пилјара, имате шпајси, различни содржини кои може да ви помогнат да ги направите овие рецепти, а поново имаат и, она што мене најмногу ми се допаѓа, имаат и можност да си резервирате термин, односно порано, да си резервирате секогаш кога сакате да правите нешто, а подоцна да ја направите нарачката. За луѓе како мене кои функционираат буквално во секунда и тој додаток многу ми значи, заради тоа што јас сум од оние што сакаат да го испланираат баш денот во секунда, точно знам кога ќе пазарувам, точно знам кога ќе правам нешто со децата и слично. Значи, ајде уште еднаш, многу едноставно, не знам. Како кога би играле со пластелин, значи долго го врзувате и крајчињата ги ставате на страна за да имате едно убаво чворче. Толку. Ќе ги направам сите. И последното. Отприлика оваа доза ви е доволна за тава која би била 30 сантиметри. Еве како изгледа целото поставување. И имам половина калап фета сирење. Значи искористете фета сирење за овој рецепт заради тоа што ви треба тоа да се растопи, значи ви треба сирење кое нема густа млечна маст во себе. Имам една шолја кашкавал ситно рендан, ќе го ставам од страната на сирењето врз сирењето. Мислам дека ќе му помогнам бидејќи е преголемо парчето, превисоко, малку да го раздробам од страните. Ставам благ буковец, заради тоа што ми треба само аромата на запечената пиперка и сушената пиперка. Ставам сол и свежа мајчина душица, која обожавам секогаш која имам ја употребувам. Ова е баш нежна и може да дури гранчињата да ги употребите, заради тоа што е многу млада се уште, ама едно прекрасно и совршено
совршен додаток на мирисите и вкусовите кои ги употребивме. И сето тоа ќе ставите неколку лажици маслиново само врз сирењето. Имам една чинија, ќе ставам едно јајце. Само ќе ги подмачкам малку кифличките за убаво да подгорат, убаво да да направат поубав изглед. И загреана рерна на 200 степени се пече од прилика според големината на моите кифлички се пече од прилика 15 до 20 минути. Ќе видите дека се готови кога се нараснати, а имаат зголемено својата димензија и дополнително ќе видите дека се испечени, односно сите кои сте печеле знаете дека веќе тие пожолтуваат, добиваат една убава запечена карамеласта боја. Секогаш загреана рирна, никогаш немој да ставате тесто во незагреана рирна и секогаш кога ова е еден така тип совет за оние кои сега почнуваат да печат, доколку сакате да печете на 200 степени, секогаш вклучете рината на 220, затоа што секогаш кога ќе отворите вратата, автоматски температурата се намалува за отприлика 20 до 30 степени и тогаш затворете вратата, намалете температурата на 200 степени и ја ставете ги внатре без да ги отварате. Значи, минимум треба да им дадете 10 минути без да го отварате тестото, за тоа да не падне. За да ми бидат солени, ќе ставам помалку само сол одозгора за кората да биде крцкава. И ова е мојот рецепт на не сакам да биде сендвич, сакам да биде нешто така интересно. Ова е тоа. Следно што ќе ви подготвам ќе бидат фусили, односно паста со шири домати, фета и повторно се прават со печење во рерна. Додека ни се печат кифличките, млечните кифлички со фета сирење, ќе подготвам уште еден рецепт каде што повторно ми е инспирација фета сирењето. Морам да ви кажам дека овој рецепт е од TikTok. Односно, син ми, како и сите тенеџери, веројатно инспирирани од TikTok, значи дреме на TikTok 24 сати, и бараше долго време да му подготвам некој рецепт кој бил хит на TikTok, а јас инсистирав да го подготви самиот. Кога го подготви, на вистина има еден уникатен вкус и може да го подготвуваат деца. Така да ја би ве охрабрила еднаш да им го покажете како ова може да го направат, бидејќи е многу безбедно. Не се користи нож, не се користат алатки кои може да ги повредат, така што охрабрете ги вашите деца да ги совладуваат вештините за готвење од најмали нозе, бидејќи понатака ви ветувам дека ќе им се исплатат, бидејќи по мене готвењето е една од најважните вештини што еден човек може да ја поседува. Секогаш ќе биде да нахранете и секогаш ќе бидете звезда во друштво, затоа што знаете да готвите. Вода која е загријана, исклучиво во зовриена вода оди пастата, убав прстофат сол, секогаш варете паста во зовриена и убаво засолена вода и тука имам една чинија фусили. Искористив фусили заради тоа што фусилите се спирални, односно ќе дозволат измеѓу да се напика тој убав сос кој ќе го подготвиме со печење. Ќе ги оставиме да се варат по упатството на пакувањето од прилика 7-8 минути, а за тоа време ќе го подготвиме сосот. Имам уште една прекрасна тава гусана. Начинот на кој се подготвува е можеби сличен на оној кој го подготвивме венецот од млечните кифлички. Имам томатини, се моите се малце поголеми, затоа морам да ги исечам, но доколку имате помали томатини, апсолутно вашите деца не мора да користат нож. Ставете ги по страната на тавата. Ќе се печат, значи прво ќе ги ставиме томатините, ќе им ставиме сол, бибер, ќе им ставиме малку
сушен босилек, односно се она што сакаме како вкус да се појави внатре и одат околу 15 до 20 минути во загреана рирна на 240 степени. Целта е да ги запечете од страна, да го имате тој запечен вкус на рирната, а сосот да остане внатре заробен во томатините. Кога ќе го ставите сирењето на средина, тоа ќе се разле, односно малку ќе зоврие, ќе се стопи и на крајот само ќе ги промешате, ги ставате внатре тестенините и имате брз оброк кој е многу вкусен. Морам да ви кажам дека е многу вкусен. Браво за дечките на TikTok што ги измислуваат. Мислам дека беа млади деца, баш по некои си 12-13 години, кои го имаат тој тренд да пуштено, нели, да и предизвик да се подготвува овој рецепт на TikTok. Не знам дали имате дома тие што имате тинејџери, дали ги имат истите проблеми кои ги имам јас со син ми. Например, сегогаш се буни зашто користам Facebook, иако не сум многу активна по социјални мрежи, морам да ви кажам, затоа што немам многу време. Кажа дека сум so 2000 late со Фейсбукот. Тоа е гестот со раката. Сега било модерно TikTok, Instagram и сите тие нови платформи кои морам да ви кажам дека не ги користам. Од многу зборење ќе заборавев да ставам и да подмачкам тавата. Чи на средината подмачкајте ја тавата и ставете уште половина калап фета сирење. Имам 2 чешниња лук. Ќе ги измечам со мојата алатка од карес. Претходно да се улјудам малце. И остана сирење. И така. Направете малецки конфети од лук и распределете ги по томатините. Социјалните мрежи стана едноставно начин на функционирање. Јас морам да кажам, не сум активна приватно. Во моментов готвиме со Маја ми го зема најголемото време. И знам со сати да заглавам читајќи ги вашите коментари и пораки. Ви благодарам за секој една од нив. А можеби, ако доволно ме опоменува Марио, ќе ме видите на TikTok. Не верувам. Мене ми недостига, не знам за вас, ама мене ми недостига на по-старо време, можеби, помалку модерно, иако не сум противник на одење напред, апсолутно сум свесна дека времето оди напред и дека сите ние треба да се прилагодиме, но ми недостасува таа директна конекција и можност да бидеме со луѓето заедно. Сув босилек. Доколку сакате, можете на крајот да исичкате и свеж. Ставаме сол и малку црн бибер. Рирната уклучете на 240 до 250 степени. Ставете ја целата содржина во загреана рирна и дајте му околу 15 минути. Ќе видите дека е готово кога томатините ќе бидат испечени, а сирењето веќе ќе биде стопена. На крајот само се ги измешаме и ќе направиме прекрасен сирењаст убав сос во кој ќе ги ставиме нашите тестенини. Веќе се е при крај. Имам нова играчка од карес, нормално, и сегогаш сум се рекна кога ја пробувам. Имам една феноменална седалка која е многу практична, значи не знам дали може да забележите, значи многу е практична. Останува тестенината исцедена и готов ни е сосот. Внимавајте кога користите гусани работи, бидејќи многу е жешка и рачката и веќе гледате. Апсолутно доматите се веќе подпечени, го имате оној запечен вкус на рерната, а дополнително имате оставено сос и начинот на кој ова се прави. Само изгмечете ги во фета
сирењето. Мислам дека детето на TikTok повештова го правиш од мене. Се трудам да не ја исплекам мојата нова блуза. Но изгмечате ги. И додадете ги внатре тестенините. Ке си изгорев. Се е врело и топло. И уживајте во убавиот вкус. Имам тука нешто што дополнително сакав да ви направам, ќе става малку рендан пармезан, не мора, не е дел од рецептот, мене така ми се допадна, бидејќи го видов тука баш на масата. И тоа е едниот рецепт. Моите лепчиња со топено сирење веќе се готови и нешто што сакам да ви предложам за да отидете чекор понапред и да имате уште поубава сензација на вкусови во устата и да направите еден сос, ќе го наречам дипинг сос, односно сос кај што може да мацкате, бидејќи имате прекрасни кифлички кои од кога ќе земете со сирењето, мислам дека ви фали малку зачин. Имам уште една нова играчка на карес. Ќе додадам неколку лажици маслиново масло. Мислам дека 2-3 ми се доволни. Море голема е, ставам 5. 4. 5. Ќе ставиме балсамико. Имам сушена оригано, тоа е мајчина душица и секако оригано на витаминка, половина лажичка. Имам 2 чешниња лук. Ова садче кој денеска го доби, веројатно карес виделе дека цело време рециклирам тегли за да правам сосови, а замислете постои такво. Има многу прекрасно, има интересно топче внатре кој помага уште поубаво да се измеша секој сос, дали ќе биде тоа за салати или не знам ваква некоја сосче за мацкање, можеби. Ставете малку пармезан рендан, убав квалитетен пармезан. Затворете и протресете. Дајте му малку време да се соединат сите состојки. Па пусти нешто посладко од ова. Наистина симпатично делува. И дополнително е практично, што може да го користите како шишенце. И мојот предлог за денес би бил си земете од убавата млечна кифла, која ќе си ја мацнете во убавото топено сирење. Дополнително ќе си ароматизирате со сосот и ќе уживате во прекрасниот вкус. Морам ова да го признам. Се надевам дека ќе се охрабрите да направите нешто слично во иднина и ќе ги искористите овие мои идеи да бидат дел од вашите трпези. Не бара никаква посебна вештина да ги направите, но се убав експеримент за вашето семејство, вашите деца да ги вклучите во подготовката и да ги научите на базични вештини за готвење. Јас ќе продолжам да создавам рецепти кои веројатно се прилагодени за
деца, бидејќи да ги обучам децата да готват е исто една моја пасија која веројатно сум ви ја зборувала претходно. А ние се гледаме веќе во средната епизода на Готвиме со Маја. Се надевам дека ќе ви се допаднат и следните епизоди и рецепти кои ќе ги подготвам за вас. Тогаш останете ми во добро здравје.